Јавните предпријатија трпат финансиска стагнација и повеќе не се атрактивни за вработување. На нивните сметки пари има се помалку, а платите кои ги нудат ни случајно не се тоа што од нив се одскоро се очекуваше. За прв пат се случува тие да не можат да обезбедат стручен високо школски персонал, а се поголем проблем се и оперативците. Кадарот, односно луѓето кои што работат со високо образование согласно систематизацијата на ЈПИСАР Штип, износот на плата се движи негде околу 21 до 23 илјади денари, односно тоа е основицата согласно правилникот за плата, со други додатоци, односно со минут труд, со преку време на работа некој доколку работи, тој износ се зголемува. Значи, зависно за секој индивидуално се пресметува понатаму. Речиси идентични се платите на овие кадри и во останатите јавни предпријатија во регионот. Комунално предпријатие Брегалница Делчево, согласно колективниот договор за јавните предпријатија, коефициентот на вработените со високо образование В1 ниво изнесува 20,70, а основицата за пресметување на платата коефициент единица е 10.000 денари утврдена страна на управниот одбор. Што значи дека основната плата без минат труд и другите надоместоци изнесува 27.000 денари почетна плата. Сепак, она што досега историјата на работење на овие предпријатија не го познава е соочувањето со недостатокот на општи работници. Сега тие едва и може да се најдат, а откако ќе се најдат најчесто заминуваат многу бргу. Па вака, доколку збориме за општи работници, да, имаме општи работници и може да се најдат општи работници, меѓутоа малку е потешко да се најдат квалификувани работници, значи градежни работници, мајстори, армирачи, луѓе кои што со нивниот квалитет и со нивниот професионален ангажман ќе допринесат за дополнително нашето предпријатие да функционира подобро. Овој проблем станува акутен и ги засега и граѓаните кои од јавните предпријатија очекуваат брза и ефикасна услуга, но прашање е како овој проблем во иднина ќе се реперкуира. Например, во моментов јавното предпријатие ИСАР има само 330 вработени, што речиси 100 помалку од пред неколку години. Истовремено со односот администрација работниците е драстично намален, бидејќи практично бројот на административците постојано се намалува. Во моментов во 11 општини од регионот јавните предпријатија вработуваат околу 1500 работници, а тенденцијата на нивно опаѓање е евидентна.